За разлика од пред 2 недели, кога фокусот беше на председателските избори, сега изборната битка ќе биде на два фронта. На 8 мај, освен македонски председател, ќе се бира и нов состав на собранието. Во зградата зад мене ќе се сместа 120 пратеници, по 20 во сите 6 изборни единици. За нив ќе се гласа на 11-тите парламентарни избори. Дури 17 кандидатски листи на партии и коалиции беа поднесени до Државната изборна комисија. Дел глас ќе бараат во сите 6, а дел само во одделни изборни единици. Од исходот на парламентарните избори ќе зависи и тоа кој ќе ја сочинува идната влада, односно кој ќе го состави новиот владин кабинет. Дали актуелната власт или опозицијата. Председателот на државата мандатот за состав на идната влада им го доделува на партијата или партиите кои имаат мнозинство во собранието. А на председателските избори ќе учествуваат двајцата со најмногу гласови од првиот изборен круг. Кандидатката на опозицијската ВМРО ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова има повеќе од двојна предност пред Стево Пендаровски, кандидат на владеачката СДСМ и коалицијата. За државата да добие председател треба да гласаат минимум 40% од граѓаните во избирачкиот список. Според податоците од Државната изборна комисија, право на глас имаат над 1,8 милиони граѓани.